Може така? Може. Денеска синдикатот Суткос ја свика оваа пресконференција за да го изрази своето незадоволство од господинот Александар Атанасов, генерален директор при водот и канализација Скопје. Тој до ден денешен ја обава функцијата генерален директор на ЈП водот и канализација Скопје со неисходната диплома, каде што покажуваат и вие документи подпишани од министерот за култура и наука господинот Пиштар Лјатвију, каде што кажува дека неговата диплома стегната на еден од странските колежи во Грција е несоодветна и непризнаена во Република Македонија. Затоа апелирам посебно до градоначалникот на град Скопје, господинот Коце Трајановски, кој има и законска можност според член 23 од Законот за јавни предпријатија, уште веднаш да го разреши господинот Александар Атанасов од функцијата генерален директор на водот и канализација Скопје, бидејќи не може да раководи таа институција со ова образование што го има стекнато на странскиот колеж во Грчка. До мене ги гледате работниците од ЈП водот и канализација кои се бесправно избркани, така на некој начин да кажам, бидејќи против нив господинот Александар Атанасов не го примени нити колективниот договор, нити се раководеше според Законот за работни односи, туку на своја рака, само од него познати причини и негови познати критериуми за Законот за работни односи, ги избрка без никаква укажана правна помош од јавното предпријатие, врз основа и база на дадени пишани изјави од некои наши потрошувачи кои до ден денеска не се проверени дали се тие точни искази или па тие искази се докажани на суд дека се веродостојни. Не се само овие лица по време што се избркани, има показнато и преку 700 лица, деградирано од висока штуца спрема на средна стручна спрема со наредба, како во турско време, преку 300 лица. Еден пример ќе кажам, има кај нас инженери во ЈП водот и канализација и лица со високо образование кои работат како и касатори, според кој член од Законот за работни односи и колективниот договор не знам, но истите работат таа функција. Затоа, пак апелирам до градоначалникот, поради големата нестручност на господинот Александар Атанасов, бараме веднаш да биде разрешен од функцијата генерален директор. Доколку тоа не се случи, ние преку нашиот адвокат Сутков ќе си поднесеме ова се опомени пред кривични пријави до основното јавно обвинителство и поправен пат ќе бараме него постапски пат ќе бараме негово разрешување. А сите оние што се бесправно избркани и разрешени, сега ја собираме целата документација и поединечно ќе му поднесеме кривична пријава на господинот Александар Атанасов. Бидејќи тој истиот знаел дека неговата диплома е несоодветна и неприменлива на овие простори на Република Македонија, но понатаму кришум си ја вршил неговата функција генерален директор на ЈП водот и канализација. И покрај тоа што министерот на неговото барање од 14.10.2016 година му одговорил дека дипломата не може да се нострифицира, тој истото не го пријавил во град Скопје, од каде што е назначен, и понатаму си ја вршил должноста генерален директор. А при тоа, подпишувајќи одлуки, откази, казни, земајќи знаеме тој кредитот од 1.000.000 евра и ред други правни акти во водот и канализација. Причината за овие деградирања и откази? Па ја како што кажав, ние што од првиот ден со господинот Александар Атанасов пробаме да стапиме во контакт, дури се наоѓаме по скопските кафани за да му кажеме дека треба да го почитува колективниот договор и Законот за работни односи, но тој истиот не го прифати со зборовите јас имам еден шеф и мене тој што ќе ми каже јас тоа ќе изработам. Значи ова кажувам јавно и за ова може да одговарам на било кој место. Од тогаш почна и хајката против мене, каде што господинот Атанасов почна да ми членува синдикатот,
тоест нов еден нов синдикат за транспорт и врски. На ниеден начин не може да ги заштити вработените кои работат со дејност во комуналната дејност. Колку време е председател на синдикат со невалидни документи? Да. Па он е стапен на должноста на 15.2.2015 година. И ние како синдикат се прашуваме како дошол на таа функција, знаејќи дека претходно имаше објавен конкурс во градот Скопје, каде што требаше да поднесе соодветни валидни документи и врз база на тие документи да биде избран. Значи вие го спорите сега и самиот негов избор. Да. Ние го спориме целиот негов мандат. Јас пак ја кажам, клучата е господинот градоначалник Гоце Трајановски. И членот 23 од Законот за јавни предпријатија, каде што си кажува, според член 23 од работата на јавните предпријатија, основани од градот Скопје, кој раководи директорот што го избира, односно и го разрешува градоначалникот на градот Скопје.